пријатен поздрав од сончевата Австралија за сите гледачи на каналот Австралиски живот. Денеска сме сведоци на еден преубав ден, па и то како ни беше потребно овде поради сите овие поплави кои владеа во последните едно 2 до 3 месеци. И имаме конечно сонце. Луѓето сите се радват кој ќе се случи вака толку убав ден и денеска еден од нив. Па да речам во тие 2 последни 3 месеци овде во Сиднеј, не знам за другите градови, али овде во Сиднеј и северната држава од Нов Јужен Велс, во Квинсленд, поплавите беа толку лоши што имаше негде околу, ако добро се сеќавам, околу 15, 16, 17 жртви, така нешто. Значи поплавите беа катастрофални. Луѓето идат, си ги вадат бродовите сега. Секој ден кој ќе биде вака ќе го искористат, така да тие последни 2 до 3 месеци со поројни дождови во Сиднеј не можеме да ги заборавиме. Тоа беше страшно нешто. Туку што ми беше денеска муабето. Денеска сакав да позборувам малку на друга тема, како што вели насловот на видеото, за работа во Австралија и како донезе. За луѓето кои планираат да дојдат во оваа земја да живеат или се веќе тука, не знаат од кај да започнат, кај треба да се обратат, каква работа да работат. Работник кој работи 8 сати во денот за да покрие сметки и ништо друго. Тоа не е работник, тоа може да се наречи може да се наречи роб. Ама не работник. За жал кај нас голем процентот кај што дат луѓето баш за она што го спомнав. Значи оди цел ден на работа, го троши времето да јадат, да ги платат сметките и тоа е тоа. Ништо од страна за да може, за да се заштеди некој динар, за да се оди на одмор, како што му доликува на секој работник. Мислам дека заслужуваме многу повеќе како луѓе во 21 век. И сето тоа е овозможено овде и во секоја било која друга западна земја. Кој е кривецот за таквата ситуација кај нас? Јас можам отплика да предпоставам и да нагодвам, али сите мислам дека не е јасно за што тука конкретно станува збор. Сега што може да работите ако никој пат не сте били овде во оваа земја? Од кај да се обратите? Погрешно сваќањето дека со самото доаѓање овде во Австралија дека ќе се најди одма работа, ќе работат она што тие сакат, дека она кој е нив му е померак, али ситуацијата на терен е малку поинаква. Како прво, Австралија не е тоа што беше. Кога велам не е тоа што беше, значи сите тие генерации повозрасните, доста повозрасни генерации од нас кои дојдоа во Австралија во 50-тите, во 60-тите, кои избега од таа стара Југославија, важеше за една печалбарска земја. Што не е случајот денеска. Австралија не е поќе печалбарска земја. Австралија е една типично западна држава со едно капиталистичко уредување каде што тешко се иди до тие пари. Што се однесува до работата. Што би работеле ако никој пат не сте биле во оваа земја? Мој совет е на почетокот дека ќе работите се и се што. Сега ако сте биле некој на позиција во Македонија и ако не сакате да се почините на некој начин и да работите се и се што, некоја професија која ќе треба да работите, а не сте работели, на некој начин представува страм, али на почетокот вас ви треба непрекинат влез на пари. Со самото пристигање овде во оваа земја,
вас ви треба непрекинат влез на пари. За да бидете сигурни, морате да понесите некој долар исто од земјата од која идите, во случајот Македонија или било која друга било земја од Балканот, и сите луѓе кои ме разбират во ова што го зборувам. Колку треба да поносите? Според мене, ако јас сега би тргнал, јас би понел со мене, ако случајно немам никаков влез на пари за да можам да преживеам 3 до 6 месеци во Австралија. И сега некој може да рече, ама тоа е многу, ако ги имав јас тие пари, немаше ни да тргнам за Австралија. Па може да се рече дека се многу тие пари, али без да ги имате, јас не би се осудил на таков чекор, нарочито во толку далечна земја. И работите може да тргнат на, не дај Боже, на недобро, да не можете никако да најдете работа, пошто е многу можно. Многу е возможно денес да, не дај Боже, шансите се мали, например, пошто секој што сака да најди работа ќе најде, али имајте на памет дека може да не најдите ништо, па се може да се сврти против вас и крајна опција мора да се вратите назад. За сето ова да ги избегнете сите овие работа, морате да имате некој динар, некој долар во случајот во джепот. Морате да имате некој долар во джепот. Не можете да дојдете со 100 долари. Сега какви работи овде се барат? Кога збораме за професии, најдобро платени се занаетчите овде, без дилема. Значи, било каков занает да имате, занаетчите се најдобро платени. Ако имате искуство или случајно, ако имате занает кој веќе го имате разработено, знаете дека тука се неголеми парите. Било каков занает да е. Значи, занаетот во Австралија вреди злато. Ако немате никаков занает, ако немате никаква диплома, дипломата е веќе друга песна. Не знам дали за сите, али за повеќето дипломите треба да преполагате. Овде не се признати нашите дипломи. Треба се преположи, да се доположи, па да се земи таја диплома која тие барат овде. Иначе, ако имате занает, шансите се ќе земате минимум 50 долари сатот. Додека ако работите во продавница, ако работите како општи работник во нека фабрика, сигурно се тука платите упола или можда и помалку. Така да, ако сте веќе дојдени тука во Австралија, мој совет е, ако сте веќе и помлади, ако ви дозволуваат годините, да се запишите на некој курс на било каков занает, пошто овде се земаат доста лесно тие лиценци, тие курсеви, и да знаете дека еден ден ќе заработувате доста пари. А пак ако сте од Македонија, ако идете во Австралија, гледајте да имате некој занает, а ако немате некој занает, како веќе што претходно спомнав, барајте се и се што да имате еден непрекинат влез на пари. Ве поздравувам топло и се слушам и се гледаме во наредно видео.